реагираше во разликата помеѓу средствата кои што се поделуваат за заградувањето и за работнички? Дали овие средства може да ни појасните ќе бидат доволно за спроведувањето со аерозаградувањето во општина Центар и конкретно околу разликата на средства? Прво да објаснам за буџетот кон кошаркарскиот клуб работнички. Всушност се работи за ист буџет како изминатите години. Се работи за 24 милиони денари за кошаркарскиот клуб работнички и 6 милиони кои што ги очекуваме преку донација да го надополниме буџетот на кошаркарскиот клуб работнички. Дали е доволно или не е доволно, никогаш не е доволно да се средства за заштита на животната средина, но не се работи само за 60.000 евра како што јавноста е дезинформирана. Ако ги земеме во обзир сите програми на нацрт буџети на општина Центар, ќе видиме дека во програмата за комунални дејности дека се одвоени дополнителни средства кои што надминуваат над 47 милиони денари за зазеленување, односно за подобрување на екологијата во општина Центар. Исто така, работнички, зошто е толку буџетот за кошаркарскиот клуб работнички? Значи 150.000 евра е долгот кој што моментално го има кошаркарскиот клуб работнички кон кошаркари, кон стручен штаб, за да не дојдеме повторно до продолжување, односно до судски процеси кои што и така претходно ги влечеме во изминатите години, а со тоа се зголемува трошокот на кошаркарскиот клуб работнички. Донесовме одлука оваа година веднаш да доставиме буџет со 24 милиони денари, за разлика од изминатите години кога со ребаланс го покривавме тие средства. Значи сега поентата е да се намалат трошоците, односно да се исплатат долговите на кошаркарскиот клуб работнички, за понатака да не доведе до понатамошни финансиски зголемувања на буџетот на кошаркарскиот клуб работнички. За таа цел мислам дека малце е дезинформирана јавноста во однос на како се распоредени средствата во буџетот во општина Центар. Велите дека јавноста е дезинформирана, меѓутоа тоа беше единствениот документ јавно достапен на страницата на општината во кој што нели се предвидени тие средства според кои други програми се офаќа конкретно за заштита на животната средина и сметате ли дека доколку под притисок на јавност има простор за зголемување дополнително на овој буџет? Достапни се сите програми на веб страната на општина Центар, односно нацрт програми за буџетот на општина Центар, и во програмата за комунални дејности ќе ги видите за зеленувањето, односно сите оние кои што се за зеленување, односно дрва, засадување на дрва, а исто така имате и во делот на урбано планирање, имате дополнителни средства кои се одвојуваат за партерно уредување на земјиштето. Со тоа ако ги земете сите вкупно, ќе дое сумата многу поголема од тоа што се зборува во јавноста, односно над 600.000 евра. Долговите на работнички во кој временски период се направи? Долговите на работнички се влечат уште од изминатите 5 години, 6 може и повеќе. Значи тие почна уште со при преземањето на Социјалдемократскиот сојуз на власта односно на Андре Жерновски од Тодоровиќ. Јас како директор на работнички бев 2015 година, тие ги наследивме од претходното раководство и се провлекуваат до ден денеска. Значи бевме намалени од 250.000 се намалија на 150.000, но зборувам за евра, но до ден денеска не се расчисти долгот кон кошаркарскиот клуб работнички и за таа цел мораме да ставиме крај на овие долгови за да можеме кошаркарскиот клуб работнички да го добие сјајот кој што го заслужува. Конкретно само као суми 2015 спомна се дека сте биле директор 16-17, како бројки колку бил буџетот за работнички во споредба со... Значи на почетокот на секоја буџетска година се носеше околу 19 милиони денари за кошаркарскиот клуб работнички, но потоа со ребалансот се одвојуваат дополнителни средства од 5 до 6 милиони во зависност од годината и во зависност од проблемите со кои што се соочуваше кошаркарскиот клуб работнички. Сега решивме веднаш да ги доделиме средствата, се со цел да се исплатат долговите кои што кошаркарскиот клуб работнички ги има наследено од поодамна. Благодарам.